Кратки најави за денешниот дневник. Едно лице го загуби животот, а 2 се повредени во пожар во село Требеништа. Водата од градскиот водовод во Струга безбедна за пиење. Утрово од Охрид кон Љубљана тргна Југорели 2023. Одбележани 80 години од формирањето на првата македонско-косовска ударна бригада во село Сливово. Четиричасовни хуманитарни дневни паузи во борбите на северот на појасот Газа. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со врнежи од дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 11 степени Целзиусови. Во сабота во поголем дел од Европа ќе доминира умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Постудено време со пад на температурите. Во поголем дел од Апенинскиот и Пиринејскиот полуостров, како и во Велика Британија, ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на температурите. Локално се очекуваат пообилни врнежи. Максималните дневни температури ќе се движат од 10 до 20 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Локално се очекуваат да наврнат и до 15 литри. Над 1800 метри надморска височина со услови за слаби врнежи од снег. Во доцните попладневни и во вечерните часови врнежите ќе престанат и намалување на облачноста. Ќе дува до умерен засилен југозападен и југоисточен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури се очекуваат кон крајот на денот, кога ќе биде и најстудено и ќе се движат во интервал од 1 до 9 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 7, односно до 19 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во попладневните часови врнежите ќе престануваат и ќе преовладува умерено облачно и студено време. Ќе дува југозападен ветер со брзина до 20 км на час. Минималната температура од 4 степени се очекува кон крајот на денот, додека пак максималната дневна ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во недела и понеделник умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 4, односно 6 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне од 11 до 14 степени. Во вторник претежно сончево време со локална облачност. Минималната температура 3 степени Целзиусови, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Супер акција во Миса Маркети. Несквик 200 грама 69 денари. Нескафе 3 во 1 11 денари. Нескафе Голд 75 грама 155 денари. Томи мајонез 611 грама 165 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини и органи, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време од пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Жена настрада во пожар во куќа во селото Требеништа во Дебарца. Од огнот кој избувнал рано утрово и брзо се распламтил, пожарникарите успеале да извлечат 2 лица. Причините за пожарот ќе се утврдуваат од увидот и истрагата. Командирот на територијалната противпожарна единица Охрид Борко Јанкуловски апелира да се одржуваат оџаците и да се внимава со електричните грејни тела во домовите. Едно лице го загуби животот, а 2 се здобија со повреди и изгореници во пожарот што утрово избувна во куќа во село Требеништа, општина Дебрца. Пожарот во територијалната противпожарна единица Охрид го пријавиле комшиите во 8 часот и 25 минути, пошто интервентните екипи со 2 противпожарни возила и 5 пожарникари веднаш се упатиле на терен. Затекнато опожарување на индивидуален стамбен објект, куќа, во распламтена фаза. При што веднаш се преземени сите техничко-тактички мерки за гаснење, локализирање и ликвидирање на пожарот. При тоа се извлечени 2 лица, маж и жена, а едно лице, повозрасна жена, е веќе од самиот пожар починат. Како настанал пожарот кој ги зафатил дел од собите и кровната конструкција на куќата не е познато, бидејќи кога пристигнале пожарникарите огнот бил распламтен и од поголем размер. Причините за пожарот ќе се утврдуваат од увидот и истрагата. Командирот на територијалната противпожарна единица Охрид Борко Јанкуловски вели дека 90% од пожарите на кровните конструкции во овој период од годината настануваат од оџаците. Започната е грејната сезона. Оџачките канали, димоводните канали треба да се одржуваат, да се чистат. Стото и со електричните кабли кои не може да трпат голем отпор на повеќе грејни тела. Знаеме нашиот менталитет, уклучени повеќе уреди на еден проложен кабел кој не може да го издржи тој отпор. Тие се
најглавните причини. Оваа година охридските пожарникари имале вкупно 520 интервенции, од кои 217 на гаснење пожари, а останатите други интервенции, како извлекување повредени лица во сообраќајни несреќи. Командирот апелира до надлежните да се надополни недостатокот од 7 пожарникари во Охридската територијална противпожарна единица, бидејќи во моментов 39 пожарникари интервенираат на територија на општините Охрид и Дебрца. Водата од градскиот водовод во Струга е здравствено безбедна. Од Центарот за јавно здравје Охрид апелираат до жителите на општина Струга и околните села да бидат предпазливи при користење на водата за пиење, особено за време и неколку дена по обилни врнежи од дожд. Денеска заврши комплетната физичко-хемиска и микробиолошка анализа на примероците на вода за пиење земени на 7 ноември од градската водоводна мрежа во Струга, информираат од Центарот за јавно здравје Охрид. Сите анализирани параметри на земените примероци на вода се во законски дозволените граници, што значи дека согласно правилникот за безбедност на вода, водата од градскиот водовод во Струга е здравствено безбедна. Извештаите од анализите се испратени до надлежните инспекцијски органи за натамошно постапување, велат од Центарот. Оттаму апелираат до жителите на општина Струга и на околните села кои се приклучени на градскиот водовод да бидат предпазливи при користењето на водата за пиење, особено за време и неколку дена после обилни врнежи од дожд. Имено доколку водата која тече од чешмите е видливо матна и истата не се избиструва после течење на чешмата од 3 до 5 минути, да се избегнува користење на таквата вода за пиење. Центарот за јавно здравје Охрид подсетува дека континуирано ја следи состојбата со квалитетот на водата за пиење во општините Охрид, Дебрца, Струга, Вевчани, Дебар и Центар Жупа и навремено информира во случај на детектирани отстапувања на квалитетот на водата. Одбележани 80 години од формирањето на првата македонско-косовска ударна бригада во село Сливово. 11 ноември е и патронен празник на основното училиште Дебарца, кој учениците и наставниците денес го одбележаа со пригодна свеченост под мотото "Ние сме деца на иднината". Денеска во селото Сливово беше одбележан јубилеот 80 години од формирањето на првата македонско-косовска ударна бригада. Делегација од општина Дебарца и од општинската организација на Сојузот на борци од НОП од Охрид и Дебарца и граѓани продолжувачи положија букет и свежо цвеќе пред меморијалниот споменик Спомен чешма со мозаички сцени во центарот на селото, каде што на 11 ноември 1943 година е формирана првата македонско-косовска ударна бригада. Македонија е држава која е родена на придобивките на НОП, олицетворени преку историските одлуки на Астом во 1944 година, кои практично представуваат остварување на вековните идеали на македонскиот народ за создавање на своја државност и самостојност, рече во своето обраќање пред присутните градоначалникот на Дебарца Зоран Ногачевски. Тие придобивки во голема мера се исковани во Дебарца, првата слободна територија во народно-ослободителната борба, која жестоко се спротивставила на фашизмот. Затоа, наша и наидните генерации света должност е тие придобивки да ги чуваме и негуваме, бидејќи на тој начин си ја чуваме државата, потенцира Ногачевски. Во рамки на одбележувањето беше одржан историски час и посетена спомен собата од народно-ослободителната борба во Белчишта. 11 ноември е и патронен празник на основното училиште Дебарца во Белчишта. По тој повод, учениците и наставниците со пригодна свеченост под мотото "Ние сме деца на иднината" го одбележа патрониот празник на училиштето. Утрово од Охрид стартуваше авантурата Југо Рели. 28 авантуристи од повеќе земји со 14 стари автомобили од брендот Застава Југо утрово од Охрид тргнаа во необична авантура. По регионални патишта ќе пропатуваат 6 земји – Македонија, Србија, Црнагора, Хрватска, Босна и Херцеговина и Словенија. Покрај жители на бившите југословенски републики, во ова патување се вклучени и странци. Се уште постои носталгија за бившиот југословенски дух. 28 авантуристи од повеќе земји со 14 стари автомобили од брендот Застава Југо. Утрово од Охрид тргнаа на турата Југо Трип. Со возила стари повеќе од 3 децении, ке патуваат од Охрид преку Лесковац, Златибор, Подгорица, Мостар, Шибеник, Плитвице, Порторош до Крајнска гора.
Идејата за ова необично, уникатно патување е на охриѓанецот Блаж Поп Стефанија, а целта е вели да се потсетат како во минатото се патувало од една до друга Југословенска република, но и промоција и запознавање на културата и традициите во овие земји. Ќе одиме еден мал круг по нашата убава бивша Југославија, 14 возила, што се постари сите од 30 години и ќе се подсетиме како некој пат се патувало. Не одиме на аутопат, сме од 9 држави и сакаме да си поминиме убаво. Авантурата насловена Југотрип ќе трае 9 денови, а возачите и совозачите ќе застануваат, ќе се сместуваат и преноќуваат во некогашните хотели кои биле бренд на југословенските простори. Одиме преку Србија, Црна Гора, Хрватска и завршвиме во Словенија. Значи, ќе одиме еден пат, как се викаат, од Џердапа па до Триглава. Буквално сите држави ќе ги посетиме. Повеќето се набавени во Македонија, а некој моравме да донесеме исто од Словенија, како што се гледат исто по таблиците. И се надевам дека ќе издржат ко некој пат. Учесници на Југотрип авантурата се жители на Македонија, Словенија, Србија, Англија, Норвешка, Данска и Америка. По повод 8 декември, Свети Климент Охридски, патрон на градот, Општина Охрид распиша награден ученички литературен конкурс за најдобра поетска творба. Темата на конкурсот треба да се однесува на Охрид и животот и дејноста на Свети Климент Охридски. Општина Охрид по повод 8 декември Свети Климент Охридски, патрон на градот, распиша награден ученички литературен конкурс за најдобра поетска творба. Темата на конкурсот треба да се однесува на Охрид и животот и дејноста на Свети Климент Охридски. По овој конкурс, Општина Охрид ќе додели 3 први награди за најдобра поетска творба во 3 различни категории. За ученици од оделенска настава од 1 до 5 оделение, за ученици од предметна настава од 6 до 9 оделение и за ученици во средно образование од 1 до 4 година. Износот на наградата за првата категорија е 2000 денари, за втората 3000 денари и за третата категорија 4000 денари. Право на учество на овој конкурс имаат сите редовни ученици од основните и средните училишта на подрачјето на Општина Охрид. Творбите во 3 примероци во затворен плик под шифра, најдоцна до 30 ноември 2023 година, треба да се достават на адреса на Општина Охрид, улица Димитар Влахов, број 57, со назнака за конкурсот за наградени творби и со наведена категорија за која се конкурира. Авторството се докажува со 4-тиот примерок. Наградите ќе бидат врачени на една од свеченостите организирани по повод 8 декември Свети Климент Охридски, патронот на Охрид. Дизелот од Нокеска на полноќ поевтинува за 2,5 денари, соопшти Регулаторната комисија за енергетика на Македонија. Новата цена на евродизелот ќе изнесува 78 денари за литар, а на екстра лесното масло за домакинство 77,5 денари за литар. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95 и Евро Супер БС 98 не се менуваат и истите ќе се продаваат за 81, односно 83 денари за литар. Поевтинува и мазутот и 1 килограм ќе чини 43,743 денари, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. 45 годишна жена пронајдена почината во својот дом во Охрид. Едно лице доби кривична пријава за нелегално поседување оружје. Следува билтенот на СВР Охрид. Денеска во 2 часот пополноќ во ноќен клуб во Охрид 30 годишно лице од Охрид го нарушило јавниот ред и мир со непристојно однесување кон присутните гости, а потоа пред објектот и со агресивно однесување кон вработените во обезбедувањето на клубот. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Охрид. Вчера во 13 часот и 50 минути во СВР Охрид било пријавено дека во својот дом во Охрид била пронајдена почината 45 годишна жена од Охрид. Лекар од итната медицинска помош констатирал смрт без траги на насилство. Увид извршиле полициски екипи, а по наредба најавен обвинител врз телото на починатата ќе биде извршена обдукција, информираат од секторот за внатрешни работи.
Денеска СВР Охрид поднесе кривична пријава против 37 годишно лице од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или распрскувачки материјали. При претрес во неговиот дом извршен по судска наредба, полициските службеници од одделението за недозволена трговија со оружје кај него пронашле и одзеле пиштол, рачна граната, ловна пушка и 493 куршуми со различен калибар, кои нелегално ги поседувало, информираат од СВР Охрид. Патната, комуналната и водоводната инфраструктура во општина Охрид, проекти и предизвици, тема на вечерашното издание на емисијата Прашалник. Соговорник на Сонја Рилковска е Љупчо Танески, раководител на секторот за комунални дејности, сообраќај и улици. Прашалник веднаш по првото издание на Дневникот. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Портпаролот на Советот за национална безбедност на Соединетите Американски држави Џон Кирби вчера најави дека Израел секојдневно ќе спроведува 4-часовни паузи во борбите на северот на појасот на Газа. Паузите ќе бидат објавени 3 часа пред нивниот почеток и ќе се користат за доставување на храна, вода, лекови и хуманитарни пакети. Сепак неизвестно е дали Израел ќе почне да ги применува, бидејќи по соопштението на Кирби, израелската влада соопшти: борбите продолжуваат и нема да има прекин на огнот додека не се ослободат заложниците, но дека ќе продолжат да дозволуваат безбедно поминување на палестинските цивили на југ. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху на прашањето на Fox News за секојдневно воведување на 4-часовни паузи изјавил: борбите продолжуваат против непријателот на Хамас, но на одредени локации, одреден временски период, неколку часа овде, неколку часа таму, сакаме да дозволиме безбедно поминување на цивилите од борбената зона. Франческа Албанези, известувач на Обединетите нации за палестинските територии, денеска изјавила дека одлуката Израел да дозволи секојдневна 4-часовна хуманитарна пауза во северниот дел на Газа е многу цинична и сурова. Значи 4-часовен прекин на огнот за луѓето да можат да дишат и да се сетат како е да се живее без бомбардирање, пред да почнеме повторно да ве бомбардираме, изјавила Албанезе. Пликови со фентанил и други супстанции пристигнале до членовите на избирачките одбори во најмалку 5 сојузни држави во Америка, одложувајќи го пребројувањето на гласачките ливчиња од изборите за гувернери, судии и градоначалници, што се одржаа во 12 сојузни држави минатата недела. Ова е последна во серијата закани со кои се соочуваат изборните службеници. Вакви писма се пријавени во Џорџија, Невада, Калифорнија, Орегон и Вашингтон, а властите истражуваат кој ги испратил. Сепак, како мерка на предпазливост, во избирачките места властите испратиле дози од противотров налоксон, соопштил државниот секретар Рафен Спрагер, додавајќи дека ова е домашен тероризам и мора да биде осуден од сите функционери и оние кои сакаат тоа да бидат. Демонстрации во Мадрид, Барселона, Валенсија и други градови во Шпанија против договорот меѓу социјалистите и каталонските сепаратисти за давање амнестија на луѓето вклучени во неуспешниот обид за отцепување на Каталонија во 2017 година. Демонстрантите носеле шпански знамиња, а некои фрлале шишиња и други предмети кон седиштето на Шпанската социјалистичка работничка партија во Мадрид. Полицијата употребила палки, солзавец и гумени куршуми за да растера толпата и уапсила 6 демонстранти. Лидерот на социјалистите и шпански премиер Педро Санчес и поранешниот каталонски премиер во екзил Карлос Пучдемонт се договориле да донесат закон за амнестија за организаторите на забранетиот референдум за независност во 2017 година, што шпанскиот парламент треба да го усвои во наредните денови. Европската комисија испратила официјално барање до TikTok и YouTube да и достават информации за мерките што ги презеле за усогласување на нивните обврски поврзани со наводното ширење на терористичка и насилна содржина, говор на омраза и дезинформации, како и за општите аспекти во врска со заштитата на малолетниците на интернет, особено во однос на ризиците за менталното и физичкото здравје, согласно Законот за дигитални услуги на Европската Унија. Ова е второ барање, првото барање беше испратено на 19 октомври. Двете компании се обврзани бараните информации да ги достават најдоцна до 30 ноември, пошто врз основа на добиените одговори ќе се врши проценка и ќе се донесе одлука за следните чекори. Доколку платформите не одговарат на барањата или дадат неточни, нецелосни или погрешни информации, Европската комисија, согласно Законот за дигитални услуги на Европската Унија, може да им изрече соодветни казни. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!